Good evening, this is Peter Vrtkovski on 2NUI-FM 103.7 in Newcastle in the Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма Вечерва. Денес ќе слушните и ќе имате прилика да слушните најнови соопштенија од Ньюкастел и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот уредник и водител на македонската радиопрограма Пеце Вртковски. А сега, почитувани слушатели, да ги проследиме и соопштенијата. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. Како секоја година, така и ова, по повод празникот на празниците, Христовото воскресение, Великден, се осветуваат домовите и тоа по населби. Понеделник, 18 март, до петок, 22 март. Почнуваат од населбата Хамилтон, Тајзел, Излингтон, Мајфил, Варата, Уорабрук, Джорджтаун, Шортланд и Джезмон. Петок, 22 март, Мериленд и сабота, Волзен и Силварич. За другите населби ќе најавиме во наредните програми. Како што знаете, почитувани слушатели, во Ньюкастел, во нашиот град, се одржува голем концерт со младите од Македонија, Дамјан Стојановски и браќата Миладиновски Владко и Златко. И тоа на 19 април, Good Friday, во нашата македонска сала. Да слушниме нешто повеќе околу тој концерт. Здраво живо, мои македонци! Македонското младинско друштво Никола Карев, 40 години амбасадор на македонскиот фолклор, ви представува голема австралиска турнеја со најдобрите и најпопуларните естрадни уметници на македонската естрада. Владко Миладиновски, Дамјан Стојановски, Златко Миладиновски, кој свири на повеќе инструменти. За музичката придружба ќе бидат задолжени извонредните оркестри Пелистер, Амадеус и Млада генерација. Петок, 19 април, Ньюкасл. Во Македонскиот културен центар Ньюкасл од 7:30 часот. Влезница $40. За повеќе информации кај Пеце Вртковски 041 16 73 073, Джони Линковски 043 75 45 456 и Ристо Веловски
041 42 96 910. Ристо Веловски 041 42 96 910. Ве повикуваме на незаборавни концерти заедно со Владко, Дамјан и Златко. Повеќе информации кај Јаце Петровски на телефон 041 71 28 641. Да продолжиме со другите соопштенија. Ново соопштение за управата на македонската заедница овде од Њукасел дека црквата Света Богородица заедно со свештеникот Пецо Петровски ќе биде отворена секој понеделник, вторник и четврток од 8:30 до 10:30 сатот сабајлето во склоп на сите други празници. А можете слободно да го посетите храмот да запалите свеќа за здравје во нашиот верски дом. Свештеникот Пецо Петровски ќе биде присутен во секое време, можете да го прашате за било кој православни верски обичаи за правилно однесување и почитување на нашата црква. Исто така, почитувани слушатели од Њукасел и околината, имаме ново соопштение во нашата куња, овде во нашата македонска сала ќе има разноврсни јадења, пресно кувани од наши кувари и тоа секој втор петок од 6:30 сатот на вечер. Ако сакате да си резервисате маса, јавете се кај Џони Линковски на 0437 545456 или видете на Facebook околу сето тоа. Управата на пензионерското друштво Гоце Делчев од Њукасел организираат ручек за сите пензионерски мембери и тоа во сабота на 6 април со почеток во 10 сатот сабајлето во нашата македонска сала. Картите ќе коштат само $10 со богат ручек. За карти јавете се кај Јован Новачевски на 0424 373893, кај Коле Стојчевски на 0414 501831 или секој понеделник и четврток од 10 до 1:30 сатот после пладне во нашата македонска сала. За сите родители на децата од 5 години постари, може да ги донесете вашите деца во нашата македонска сала за учење на македонскиот јазик, култура и традиција. Имаме наставници секој петок од 4:30 сатот до 6:30 на вечер. Школото почна пред неколку недели, сите сте добро дојдени. Исто така, новата управа организираат работна доброволна акција во црковниот храм и тоа во сабота на 13 и недела на 14 април. После службата ќе се чисти цела црква и сите икони. И кој може да дојдете во тие 2 дена да помогнете, ќе бидеме благодарни. Помош за здравје во нашиот храм. Исто така да најавиме дека вашата чланарина може да си ја платите до крајот на месец март за да станете мембери во нашата заедница. Во склоп на сето тоа ќе се одржи генерален митинг со годишен извештај за 2018 година. Сите членови и тоа во недела на 31 март во 1 сатот после ручек во нашата македонска сала. И уште едно соопштение од кореографот Добре Колевски на нашата игрорна група Стив Наумов најавува дека играоците се враќаат за тренинзи секој петок после 6 сатот на вечер во нашата македонска сала. Slaven predsedatelj, vozan dali to i da se stavi, da se mači 15 godini, zdravlje to da mu se
Makedonija cela toja bara, Vardarska, Pirin i Egejska. A toa taka nego biva, makedonsko tamo da se svira, da se sotre toa kleto pleme i uništi makedonsko seme. Da se sotre toa kleto pleme i uništi makedonsko seme. Izvikova Metodija Ando, tuku puštenovskovski zandari. Ja slušajte vije preudbaši prekleti kodoši. Ja slušajte vije preudbaši prekleti kodoši. Mojo život mnogo mi je krato, teško mačer moskovski zatvori, no po mene drugi ke se rodat, mladi deca, mladi patrioti. Makedonija će ja obedinat, Makedonija slobodna i cela. А сега одиме со најновите вести од Македонија. Джебното вето на Иванов ги скара опозицијата и власта. За идните преседателот Иванов го крши уставот на државата, а за другите тој е избран од граѓаните и има право да носи одлука во невин интерес. Власта и опозицијата се судрија за успензивно вето што деновиве Иванов го искористи за 11 скоро донесени закони поради тоа што за нив се користи новото име на државата Република Северна Македонија. Нема да дозволиме граѓаните на Република Македонија да бидат заложници на неуставната политика на преседателот Иванов. Очекуваме дека ќе ги постигнеме роковите што се зададени со цел за да добиеме датум за преговори, бидејќи станува збор за клучен пакет реформски закони и исто така очекуваме дека преседателот Иванов ќе го почитува уставот и ќе работи со цел прогрес на нашата држава кон евроатлантските интеграции, изјави потпаролот Миле Бошњаковски. Преседателот Иванов не потпиша 11 закони, а не се стигнати ни трите закони од областа на судството кои се донесени со двотротинско мнозинство, за кои според уставот не може да се искористи джебното вето. Како точно ќе се случи прогласувањето на законите зависи од собраницкиот спикер Талат Џафери, но известно е дека тоа ќе биде до 1 април, кога парламентот се става во мирување. Потоа во опција се две опции: објавување во службен весник со еден подпис или пак да се чека подписот на новиот преседател. Формирани работни групи за иднината на СЈО. Формирани работни групи кои треба да го усогласат новиот закон за јавното обвинителство, кој треба да му го продолжи животот на СЈО. За граѓанскиот сектор, новото законско решение е спорно и кријарно без да се земат предвид забелешките на стручната јавност. Ја користиме ова пригода да укажеме дека понуденото решение за понатамошното постојање, функционирање и надлежност на СЈО
е спротивно на целите поради кои беше воопшто основано ова обвинителство, а тоа се борбата против високата корупција и организирана и систематска злоупотреба на државата и државните ресурси за остварување приватни интереси и имотна корист, така наречена заробена држава. Ограничувањето на можноста така наречени бомби, аудиоматеријалите кои се користат како доказ, го наметнува прашањето пред се, која е сушината на постојањето на СЈО ако бомбите не може да се користат како доказ, стои во соопштението испратено од 7 невладени организации, меѓу кои и Хелсинскиот комитет и Институтот Отворено општество на Сорос. Од Министерството за правдат велат дека бомбите морале да ги исфрлат од законот, бидејќи во спротивно никогаш немало да може да дојдат до двотретинско мнозинство во собранието. Велат дека новото решение е закон без скриена амнестија. Користењето на бомбите е едно од прашањата за кое укажавме дека е посебен предизвик за постигнување согласност од двотретинското од претениците во собранието. По обсежни консултации дека исклучувањето на користењето на аудиоматеријалите во постапките може да го наруши процесот на докажување на вина во судските постапки. Превагна ставот дека нивното користење само како индици нема да наштети на постапките кои ги води СЈО, а значено беше да се зачува валидноста на материјалните докази прибрани досега врз основа на аудиоматеријалите. Стои во соопштението на Министерството за правда. Новиот закон за јавно обвинителство според владата е еден од клучните услови за добивање на датум за старт на преговорите. Според агендата, владата очекува овој закон да биде донесен пред стартот на кампањата за претседателските избори. А сега, почитувани слушатели, продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната Кршевка на нашето синче и братче Роко Петар Николовски. Му го честитаме кршевањето, да ни е здраво живо и стреќа да го прати во неговиот живот. А на нумкото Џони и нумката Гордана со фамилијата му честитаме кумството, на дедовците и бабите од двете страни честито, убавата радост и на сите гости добро расположение. Сето тоа од се срце го посакуваат таткото Тони, мајката Катерина и сестрите Ели и Електра Николовски. Сонце огреа, денот се разбудува, среќен
Со песната "Нумкото е главен гост" на Роко Петар Николовски му честитаме кршевањето и му пожелуваме многу весело детство во животот. Честито да му е името и од Бога да биде благословено, на таткото Тони, мајката Катерина и сестрите Ели и Електра, исто така и на дедото Петар, бабата Трена, со фамилијата честито убавата радост. Сето тоа му честита нумкото Јове, нумката Гордана и дечината Данте и Габриела Сите Стојановски. Со истата народна песна на Роко Петар Николовски му честитаме кршевањето и му пожелуваме многу весело детство во живото и честито да му е името и од Бога да биде благословено. Таткото Тони, на мајката Катерина и сестричките Ели и Електра, честито убавата веселба. Исто така и на дедото Петар и бабата Трена, честито радоста. Исто на нумкото Јове и нумката Гордана со дечината Данте и Габриела му честитаме кумството. Сето тоа од се срце го посакуваат Вера, Неда и Златко со Дио и децата Сони и Франческа Сите Стојановски. Дедовци и бабите весело се збрале, за внучето нивно мило и нешто му дале. Дедовци и бабите весело се збрале, за внучето нивно мило и нешто му дале. Внукото е главен гост на веселба ова, до година пак да дојде на крстевка нова. Внукото е главен гост на веселба ова, до година пак да дојде на крстевка нова. Мајката и таткото ангелче си имат, Госпа ти е направија сите да го видат. Мајката и таткото ангелче си имат, Госпа ти е направија сите да го видат. Внукото е главен гост на веселба ова, до година пак да дојде на крстевка нова. Внукото е главен гост на веселба ова, до година пак да дојде на крстевка нова. Крстевка е денес, името се слави, да се врати мили гости и на ваши глави. Крстевка е денес, името се слави, да се врати мили гости и на ваши глави. Внукото е главен гост на веселба ова, до година пак да дојде на крстевка нова. Внукото е главен гост на веселба ова, до година пак да дојде на крстевка нова. До година пак да дојде на крстевка нова. Со песната Крштевка
На нашето мило внуче Роко Петар Николовски му го честитаме кршевањето и да му е честито името и векоито и за свадби да дочекаме. А на таткото Тони, мајката Катерина и на сестричките Ели и Електра му е честитаме радоста. И на нумкоите Јове Стојановски со фамилијата кумството и убавата веселба. Сето тоа му пожелува дедото Пецо и бабата Трена Николовски. Со истата народна песна на внукот и братучет Роко Петар Николовски му го честитаме кршевањето и му пожелуваме се најубаво во неговиот понатамошен живот. На таткото Тони, мајката Катерина и сестрите Ели и Електра, како и дедото Пецо и бабата Трена Николовски, честито убавата радост. Сето тоа од се срце го посакуваат тетката Миријана, тетинот Џон, брачедот Стивен со сопругата Ајви, брачадата Доен со сопругот Филипе и брачадата Моника, како и тетката Кети, тетинот Скот, брачадот Джеки, брачадата Челси и тетката Елизабет со тетинот Джереми и нивните мали дечина, брачедите Рајли и Хајден. Роднини пријатели
Почитувани слушатели, продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната Македонско девојче. На нашата многу мила и сакана ќерка, сестра и внука Мила Цветановска. Со наискрени желби и честитки од се срце и го честитаме третиот роден ден, исто и пожелуваме среќа, радост и безгрижно детство со сите нас најблиските. Убавите желби од се срце се посакани од тато Адам, мама Џули и милото бате Хери, како и дедо Мајкол, баба Сузи, сите Цветановски. Исто честитки испраќа и тета Мишел со фамилијата Ристов. Воедно желби испраќа и баба Нада со цела фамилија Стојановски. Со песната Среќен роден ден на нашата многу поштована и сакана внука и братучеда Мила Цветановска со наискрени желби и честитки и го честитаме третиот роден ден, како и многу весело детство со сите незини блиски и сакани. Убавите честитки ги посакуваат дедо Пеце, баба Лила, како и тета Джеки и вујче Мајкол со фамилите Недановски, Вртковски. Стари млади, срце
nazdravi za sreća, zajedno da slavime se dostoji jedna, srećen da je roden den, nazdravi za sreća, zajedno da slavime se dostoji jedna. Site gosti stanati na noga, živi zdravi, hvala mu na Boga. Čaši gore, zdravica se kreva, polna masa, ma nema što nema. Čaši gore, zdravica se kreva, polna masa, ma nema što nema. Srećen da je roden den, nazdravi za sreća, zajedno da slavime se dostoji jedna. Srećen da je roden den, nazdravi za sreća, zajedno da slavime se dostoji jedna. Srećen da je roden den, nazdravi za sreća, zajedno da slavime se dostoji jedna. Srećen da je roden den, nazdravi za sreća, zajedno da slavime se dostoji jedna. Со песната Села Пелистерски, пред дедото Ристо, пребабата Драга со цела фамилија Цветановски, испраќаат срдечни честитки по повод третиот роден ден на превнуката Мила Цветановска, исто и посакуваат добро здравје, голема среќа и радост во детството. Со истата народна песна на внуката Мила Цветановска и го честитаме третиот роден ден, исто и посакуваме голема среќа, добро здравје и весело детство заедно со сите нејзини блиски. Убавите честитки ги посакуваат дедо Гоце со фамилијата Вртковски и баба Ваница со фамилијата Белевски. Ajde srce moje, doma da si ojme, tamo ka što piši beliste. Tamo kitni sela, ko na nebo zvezdi, lični sela, ej belisterski. Tamo kitni sela, ko na nebo zvezdi, lični sela,
smenije Makedoncite. Sada znatije koji sme što smenije, koji smenije Makedoncite. Почитувани слушатели, да ги повториме уште една соопштенијата од Њукастел и околината. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. Како и секоја година, и ова по повод празникот над празниците Христовото воскресение, Великден, се осветуваат домовите и тоа по населби. Понеделник, 18 март до петок, 22 март, почнуваат од населбите Хамилтон, Тајзел, Излингтон, Мајфил, Варатах, Уорабрук, Џорџтеон, Шортланд и Џезмон. Петок, Мерилен и сабота Волзен и Силварич. За другите населби ќе најавиме во наредните програми. А сега да го слушнеме уште на соопштението за концертот кој ќе се одржи овде во Њукастел на 19 април на Good Friday во нашата македонска сала. Да слушнеме нешто повеќе околу тој концерт. Здраво живо, мои македонци! Македонското младинско друштво Никола Карев, 40 години амбасадор на македонскиот фолклор, ви представува голема австралиска турнеја со најдобрите и најпопуларните естрадни уметници на македонската естрада. Владко Миладиновски, Дамјан Стојановски, и маестро Златко Миладиновски, кој свири на повеќе инструменти. За музичката придружба ќе бидат задолжени извонредните оркестри Пелистер, Амадеус и Млада генерација. Петок, 19 април, Њукасл. Во Македонскиот културен центар Њукасл од 7:30 часот. Влезница $40. За повеќе информации кај Пеце Вртковски 041 16 73 073, Џони Илинковски 043 75 45 456 и Ристо Веловски 041 42 96 910. Ристо Веловски 041 42 96 910. Ве повикуваме на незаборавни концерти заедно со Владко, Дамјан и Златко. Повеќе информации кај Јаце Петровски на телефон 041 71 28 641. Да продолжиме со другите соопштенија. Ново соопштение од нашата управа овде во Њукастел.
Нешто за нашата куња овде во нашата македонска сала. Ќе има разноврсни јадења пресно кувани од наши кувари и тоа секој втор петок од 6:30 сатот на вечер. Ако сакате да си резервисате маса со блиските, јавете се кај Џони Линковски на 0437 545456 или видете на Facebook околу сето тоа. Управата на пензионерското друштво Гоце Делчев од Њукасел организираат ручек за сите пензионерски мембери и тоа во сабота на 6 април со почеток во 10 сатот сабајлето во нашата македонска сала. Картите ќе коштат само $10 со богат ручек. За карти јавете се кај Јован Новачевски на 0424 373893, кај Коле Стојчевски на 0414 501831 или секој понеделник и четврток од 10 сатот сабајлето до 1:30 после пладне во нашата македонска сала. Сите родители на децата од 5 години постари може да ги донесите вашите деца во нашата македонска сала за учење на македонскиот јазик, култура и традиција. Имаме наставници. Наставата се одржува секој петок од 4:30 до 6:30 на вечер. Сите сте добро дојдени. Соопштение од председателот Саше Стојчевски дека се организира работна доброволна акција во црковниот храм и тоа сабота 13 и недела 14 април. После службата ќе се чисти цела црква и сите икони. И кој можете да дојдете во тие 2 дена да помогнете, ќе бидеме благодарни. Помош за здравје во нашиот храм. Исто така да најавиме дека вашата чланарина за ова година може да се платите до крајот на месец март, за да станете членови во заедницата. Во склоп на сето тоа ќе се одржи генерален митинг со годишен извештај за 2018 година. Сите членови и тоа во недела на 31 март во 1 сатот после ручек во нашата македонска сала. И уште едно соопштение, хореографот Добре Колевски на нашата игрорна група Стив Наумов најавува дека играоците се вратија со тренинзи секој петок од 6 сатот на вечер. Да продолжиме со најновите вести од Македонија. Лидерот на опозицијата гостин во вестите. Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски е убеден во победа на престојните председателски избори. Партијата не размислува за бојкот, но вели не ја исклучува можноста граѓаните во вториот круг од пркос и револт да бојкотираат предизвикани од злоупотреба на првото на глас прогонни притисоци. Зошто ние да размислуваме за бојкот? Ние воопшто не размислуваме за абстиненција на првиот или вториот круг. Ова е надпревар во кој ние треба да спротиставиме политички платформи. Се разбира, доколку има злоупотреба на правото на глас, доколку ни се случуваат оние настани кои се случува за време на референдумското изјаснување на 30 септември минатата година, кога имаше гласање за 2,4 секунди излезност од 95%. Ако продолжи злоупотребата на државната администрација, ако гледаме дека има политички прогон, притисоци, тој продолжува за време на изборната кампања вештачки вработувања во државата и локалната администрација. Тоа може да бидат предуслови што на нас може да ни доведат до одлука не само ние како ВМРО-ДПМН, туку и граѓаните во целост да пројават еден вид пркос и револт и да не излезат на вториот круг за гласање на председателските избори, рече Мицковски во интервјуто за ТВ Сител. Тој смета дека би било лошо и за државата и за евроатлантските интеграции. И во име на тоа, јас апелирам до владата, до сите оние луѓе кои се блиски до Зоран Заев, да не се поигруваат со моќта што ја имат раководејќи определени институции или министерства во државата, затоа што еднината на Република Македонија ќе биде доведена во знак на прашање. Затоа нам ни се императив чисти и демократски председателски избори, рече лидерот на ВМРО-ДПМН. Тој вели дека во партијата не размислуваат за пораз затоа што вели имаат кандидати кои гарантира поддршка од страна на граѓаните. Таа енергија ја добивме
секојдневно на терен. Јас сум на терен, кандидатот е на терен, партијата е на терен. Јас сум убеден во незината победа во првиот круг, но и незината конечна победа потенцира Мицковски. Црквите и верските заедници со заеднички став против предлог законот за прекинување на бременоста. Црквите и верските заедници денеска преку заедничко соопштение го изразуваат својот став за предлог законот за прекинување на бременоста, тема за која, како што постучуваат, не им било дозволено да учествуваат на јавната расправа што се одржа во собранието. Заеднички став е дека предложеното законско решение за прекинување на бременоста го прекршува основното право на живот на нероденото дете и го реализира свесното одземање на невин живот, се наведува во соопштението подпишано од поглаварите на Македонската православна црква, Охридско архиепископија, Католичката црква, Евангелиско-методиската црква и Исламската верска заедница во земјава. Посочува дека расправата што ја одржа Собраниската комисија за здравство на 4 март годинава беше забранета за представниците на црквите и верските заедници, со што кон нив беше извршена груба дискриминација како и флагрантно кршење на основните слободи и права на човекот и граѓанинот предвидени со член 16 од Уставот, каде се гарантира слобода на уверување и мисла на јавно изразување на мислата. Изговорот на председателот на комисијата искажан пред присутните представници на граѓаните и граѓанските здруженија и организации во нашата држава, кои своето постојање го темелат на одбраната на човековите слободи и права, што во конкретниот случај не го покажа и докажа дека ова попречување е врз основа на амандман од Македонскиот устав, според кој нашата држава е секуларна, е несериозен, затоа што свештените лица не бараат пристап до собраниската расправа, за да се молат и да се клањат, туку да земат активно учество во граѓанската дискусија, што се однесува на закон што ќе биде задолжителен за сите. Спречувањето на нивното присуство само јасно укажува на формалноста на јавноста и расправата, и тоа во ситуација кога одлуката е веќе донесена без разлика колку и да се цврсти аргументите кои се спротивставени, се вели во заедничкото соопштение. Делува веднаш. Овој природен лек против кашлица мора да го направите. Со помош на овој сируп веднаш ја запрете кашлицата и на своето тело ќе му ја вратите енергијата, која секогаш му недостига, особено во овој период од годинава. За подготовка на овој рецепт ви е потребно нешто посебно намирници кои ве чекаат во кујнскиот шпајз. Состојки: 6 листови од ловор, 2,5 децилитри вода, 6 лажици шеќер и 1 лимон. Во сад сварете ја водата, додајте ловоров лист и поклопете 10 минути. Откако ќе се извадите листовите смесата, сипејте ја во сад во кој ќе го подготвите сирупот. Во смесата ставете го шеќерот и исцедете го цел лимон. Откако се добро ќе се измешат, почекајте шеќерот да се стопи. Земајте по една лажица од овој сируп неколку пати дневно. Првиот ден може да конзумирате по една лажица секогаш кој ќе се јави кашлицата. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа, голем успех